me gledaš, dobro večer, povedajte v programa ste. Alo. Zdravo. Zdravo, Janko. Povedajte v programa ste. Andrija Jakimorska na telefonu. Dobro, milo mi je. Kako ste? Treba nešto da mi znači, ve poznavam ili? Treba Ne, ja uvijek se predstavljam. Dobro, благодарам за тоа. Повелете во програма сте, ве слушаме. Pa ovaka gleda baš сега, ako pokažete napisat na Nova Makedonija kako da se влезе од лабиринтот. Одлично. Добра тема. Имате некој коментар? Pa ovaka ja mislim дека имам едно добро решение. Ајде. Кажете го слободно. Pa ovaka, Горна камера речи. znači transparentno da биде се и излез од енигмата, би било најдобро да се направи и безболно. Ни Сорос да не може да меша прсти, ни никој. Ме слушаш? Да, ве слушаме. Внимателно. Значи, нема Сорос меша прсти, овој меша прсти. Платформи, јазици, вакво тако. Најреално решение. Транспарентно, реално, поубаво здравје. И може да земе пример многу држави од нас. Што значи тоа транспарентно по вас? Може ли да го објасните подетално? Па, транспарентно е реално. Што е реално? Не ве разбирам, може ли да бидете подетално? задоволни. Како да? Да бидете задоволни. Целата македонска јавност. Значи не задоволни само едните или другите, туку сите да бидат задоволни. Сите ќе бидат тука задоволни со ова решение. А тоа е едно заеднички именител. Што би бил заеднички именител? Еве, например. Како мислиш именител? Не, што би било заедничко за да ги задоволи сите? Па сега ќе кажам ја. Да, слушам. Тоа е мој предлог. Вака се. Најдобро решение, пошто сега мандатот летни, ни тамо, ни вамо, да се земе во недела на Гоце Делчев мостот. Тој што треба да додели мандатот, ќе ги собере доле 120 претеници во водата, ќе офрли мандатот. Кој го фати во рацете, ќе си прави влада. Најлово решение. Мајтапџи, опасна, Андреа, опасна мајтапџика си. Знаеш како си, Јанко, ја не како си ме навлекла? Ја викам, сега дури спремен тука, викам сигурно женава, викам со некој сериозен предлог, викам сега ќе излезе, да. Фрли го мандатот, кој го фати, негов е. Година. Па, најреално, така? Не, супер, браво. Секоја година. Било Сорос, било ВАМО, било ВОЙ, било НОЙ, бил ВМРО, бил СДС, бил ДУИТ, платформи, уцени, ваши и такви. Кој ќе фати? Од тука, од мостот, директно влада, ја владата. Маленко премиер на држава ќе ни биде. Нема пари, нема трошоци, нема нови избори. Да. Секоја партија да си одбере по еден така рслан што ќе скока у ладна вода, така? И после 120 во водата. Кој ќе фати, тој ќе биде премиер. Дедо Стефан, откако ќе го фатат крстот, се порадуваат? Не, Дедо Стефан нема врска, Дедо Стефан. Не, откако он ќе се тргне Иванов да го фрли мандатот у Вардар. Па сега не знам кој треба да фрли, Иванов, не знам кој. Најверојатно тој што треба да фрли, тој да фрли, без разлика кој треба, кој има моќ за тоа. Добро. Ти благодарам за јавувањето, одлична ти е идејата. Ја би направила еден апгрейд. Не би ги терал политичарите да скокаат во ладна вода, сепак се постари луѓе, одиме со следниот глед, само би го кажал следно. Еве, например, да рипаат во базен. Значи, сите застанати у спидогачици, да ги видиш онака, со стомаците, спидогачици стегнати, им го фрла мандатот и они рипаат, негде паѓа на средину, и они рипаат, пливаат и кој ќе го фати како ватерполистина. Со една мала цака. Базенот да биде пон со пирани. Кој ќе преживее? Тоа е стварно реално заслужuje да прави влада. Добро вечер за следниот гледач.